Распни го, распни го, распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Отче мой ме остави. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Мртви воскресна, гробови зинаја, темнина во 6 час. Земја се тресе, карпи распрсна, Исус замина. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Со тебе можам се, Исусе Христосе. Мир вам, татко мој кој си на небесата, кој си на небесата. Да се свети името Твое. Името Твое е љубов, имаш татко на небесата. Да дојде царството Твое. На едно место се вели царството Божјо е во вас внатре. Во вас внатре, суштински е така. Самиот живот е од Бог. Самиот дух животен што е вдахнат во нас е од Бог. И сигурно дека животот, царството Божјо е тука, само треба да се распламти тој оган на љубовта. Да се распламти тој оган на љубовта, зашто мојот Бог е оган што се горува. Да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, волјата Негова. Јован 15 глава 7 стих, ако останете во мене, значи остануваш во Него, пазете во кого, во Отецот и во Исус, и зборовите мои останат во вас. Зборовите Негови. Зборовите Негови кои се овде запишани. Останат во нас. Тогаш што и да посакаме, да бараме ќе ни биде. Што и да посакаме. Со тоа ќе се прослави мојот Отец, вели Исус, да носите многу род и да бидете мои ученици. Да носите многу род. Род на љубовта, да бидете мои ученици. Ние зборуваме за пребивање во Бог, за пребивање во љубовта, за родение во дух, за родение од озгора, за родение во Бог, роден во Бог. Јас сум син твој, ти денес ме роди, има во еден псалм на почетокот. Како што ме возлюби Отецот, вели Исус, и јас ве возлюбив. Значи, љубовта е Отецот, Бог е љубов, тој не возлюби и тој не возлюби, ние треба да се љубиме. Останете во мојата љубов. Тоа е суштината на пребивање во љубовта, на живење во Исус. Останете во мојата љубов, вели Исус. Можете ли да останете во љубов? Ако сте без Исус, вие видите, живеете во еден свет каде секој е против секого, секој лаже, татко на лагата е сатаната. Ве краде, блиските ви изневеруваат, ве осудуваат, сакат да ви земат се што имате. А тој ви вели, останете во мојата љубов. Како ќе останете во неговата љубов?
Па нека биде волјата твоја, вели молитвата. Ако вашата волја ја потиснете, ја тргнете и се претопите во неговата волја, тој знае што е најдобро за нас, ние сме негови деца. Ние сме духовно слепи и не гледаме што се случува на земјава во оваа долина на сенка смртта, каде секој е против секого, каде нема љубов, каде нема љубов. А тој ни вели, останете во мојата љубов, зашто Бог е љубов и кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Понатаму, 10 стих, 15 глава Јован, ако ги запазите моите заповеди, вели Исус. Значи, секогаш има едно ако ги запазите моите заповеди, кој се ти е љуби го својот ближен. Видите, зошто е тешко да љубиш? Сите знаете кога сте влюбени, кога сакате нешто колку лесно сакате да се движите, одеднаш се менува нешто суштински во вас. Вие почнувате да пребивате во љубов. Не има себељубие, тоа што јас сакам. Има друга љубов, Божјата љубов која ги сака сите. Ако ги запазите моите заповеди, ќе останете во мојата љубов. Така се останува во неговата љубов. Ако ги запазиш заповедите да ги љубиш, ти да видам сосед тука, роднина близок. Секое доаѓање со него е кавга. Му пречел зидот, му пречела оградата, му пречел... Не му се му пречи. Некако се измиривме. Пак дојде, пак вика Сабајлето. Знаете, има близок член во семејството, кој ќе помести туѓа ограда, проклет да е пишано е тоа. Но и кој ќе помести слеп човек од патот, исто ако тој духовно слеп, сега јас да се тепам со него. Има близок роднина, близок, што правеше безбожни дела, заврши во тешки маки беше, долги години умираше. Безпомошен. Знаете, и тој упорно ги прави истите грешки. Јас треба да останам. Заповед е да го љубам непријателот свој, да го благословувам оне што ме колне. Тој доаѓа и прво што почнува да се расправа, да се заканува и да вика. И еднаш, два пати, три пати. Првиот пат влегуваш во кавга, му објаснуваш, влегуваш во сатански круг. Сега действувам во љубов. Го благословувам, веднаш се молам. Молете се за непријателите своји. Значи, ако ги запазите моите заповеди, љуби го својот ближен како себе си, ќе останете во љубовта моја, за да останам во љубовта на Отецот. Како што јас ги запазив, вели Исус, заповедите на мојот Отец, на мојот Татко, и останувам во љубовта Негова. Останувам во љубовта Негова. Тоа е суштината, да останете, да дојдете првин до Него, а потоа да останете во Неговата љубов. Тоа е христијанство. Ова ви го реков за да остане радоста моја во вас, Исус, и радоста ваша да биде полна, радоста наша да биде полна. Ова е моја заповед, да се љубите еден со друг, како што ве возлюбив јас. Да се љубите меѓу себе, нова заповед јас ви оставам. Да се љубите меѓу себе, како што и јас до крај ве возлюбив. Да се љубите меѓу себе. Ова е мојата заповед, 15 глава Јован 12. Да се љубите еден со друг. Зошто е толку тешко да се љуби? Како што ве возлюбив и јас. На луѓето им е својствено да мразат, да убиваат. Тоа е сатанска природа. На едно место се вели стопанот на куќата е Велзевул. На која куќа? На вашето тело. А вашата душа е во кафез во куќата и чека да се врати, да се пребива, да се преобрази во љубовта и да се врати во духовното царство. Никој нема поголема љубов од ова Исус, да ја положи душата своја за браќата, за своите пријатели, да ја положи душата своја. Значи, тој си ја сака својата душа, си сака себе што му е добра, нему да му е добра, на другиот не му е. Да ја положиш душата, бев гладен и не ме нахранивте. Вели Исус, бев жеден и не ме напоивте. Бев во затвор и не ме посетивте. Никој нема поголема љубов од ова, да ја положи душата своја за своите пријатели. Вие сте ми пријатели
Вие сте ми пријатели, пазете, ако го вршите она што ви го заповедувам, да бидеш пријател Божи. Авраам му поверува на Бога и се нарече пријател Божи. Пријател Божи, значи ние сме пријатели ако ги исполнуваме она што ни го заповеда, тоа е да се љубиме. Значи не можеш да пребиваш во Бог ако не љубиш, ако судуваш, ако не простуваш. Веќе не ве нарекувам слуги, вели Исус, зашто слугата не знае што работи господарот. Туку ве нареков пријатели. Пријатели. Бидејќи ви кажав се што сум чул од мојот татко, отец. И понатаму вели, вие не ме избравте мене, туку јас ве избрав вас, вели Исус. И ве поставив да одите и род да принесете, и родот ваш да остане, да што и да посакате. Род да принесеме, родот да остане, што и да посакаме од Отецот. Во името на Исус да ни се даде. Што и да посакаме. Оваа заповед ви ја давам, но ако останеме во неговата љубов, ако пребиваме во љубовта, ако не сте во љубов, ако не си се измирил со пријателот свој, се молиш, молитвата нема да ти биде услишена. Ако со сопругата не си во добар сооднос, молитвата нема да ти биде услишена. Оваа заповед ви ја давам, да се љубите еден со друг. Заповедта не е тешка, да се љубиме. Да се љубиме еден со друг. А тоа е тешко. Зошто? Затоа што сме падната природа. Затоа што со Адам сме сгрешили. Јадеме од дрвото на познанието на доброто и злото. Затоа што паднати сме долу и поприродно ни е да се мразиме, зашто немаме љубов, бидејќи го немаме Исус, а Бог е љубов, Таткото на небесата. Ако светот ве мрази, знајте дека мене светот уште повеќе ме замрази. Доаѓа, значи, брајцок роднина, прошлиот минатиот пат некако со љубов дојдовме, пак доаѓа на истата позиција, обвинува, се заканува, се расправа. Молете се за непријателот свој. Благословувајте ги оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Што ве навредуваат и гонат, трпеливо поднесувај навреди. Ако светот ве мрази, знајте дека мене светот уште пред вас ме замрази, вели Исус. Да бевте од овој свет, тогаш светот ќе го љубеше своето. Но бидејќи не сте од светот, јас знам дека не сум од овој свет, туку јас ве избрав од светот, затоа светот ве мрази. Кој свет? Кој свет? Паднатата природа, долината на сенката смртна. Тие што немаат љубов, тие што не го спознале Исус, четата ѓаволски, по тоа се распознаваат. Секој што не врши правда не е од Бога. Која правда? Божјата правда. Заповедта негова, а и оној кој не го љуби братот свој, не е од Бога. Те сакам, Господи Исусе Христе, слава Ти, Исусе, да бевте од овој свет, тогаш светот ќе го љубеше своето, но бидејќи не сте од светот, туку јас ве избрав од светот, затоа светот ве мрази. Помнете ги зборовите што ви ги реков јас. Ниеден слуга не е поголем од својот Господар. Тој зборува за Отецот и Исус. Ако мене ме гонеа, и вас ке ве гонат. Ако моите зборови ги запазија, и вашите ке ги запазат. Но сето ова ќе ви го прават заради моето име. Заради Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе, зашто не го знаат оној кој ме испрати. Кој го има Исус, го има и Отецот. Кој го има Синот, го има и Отецот. Кој го нема Синот, го нема Отецот. Тие мисла дека имаат Бог. Без Исус го немаш Бог. Да не бев дошол, да не им бев зборувал, вели Исус, грев немаше да имаат. Тој им зборува на апостолите, замислете, и тие не го разбираат. Но сега немаат изговор за својот гнев. Кажете им на луѓето. Јас му велам на мојот роднина дека мојот имот му припаѓа на Исус, дека ќе си има проблеми со мојот Бог, и се молам за него. И се молам за него. Кој ме мрази мене, го мрази и мојот Отец. Амин. Ако не бев направил меѓу нив дела какви што грев, какви што никој друг не направил, грев немаше да имаат. Зборува за избраниот народ, за евреите кои не го познаа.
Поти тие го читаат Словото и мисла дека ќе им даде живот вечен, а не го примија оној кој им го даде, кој е самиот Слово Исус. И ме замразија мене и мојот Отец. Ме замразија. Се сакаш сам себе, не го љубиш Бог, кој слезе. Самиот Бог, Создателот во Исус, слезе. Ја прими казната за нашата нељубов, за нашата спротиставена природа, за да ни даде сила преку Исус, преку Неговото име. Повторно да се вратиме во Царството Божјо, во Царството на духовите. А кога ќе дојде, но нека се изврши Словото напишано во нивниот закон, дека ме намразија без вина. Дека го намразија Исуса без вина. А кога ќе дојде Утешителот, пазете, кого што ќе го испратам јас од Отецот, Исус, Духот на вистината, кој излегува од Отецот, тој ќе сведочи за мене. Без дух не можете да сведочите за Исус. Немате сила, нема отчитување. Значи, не дојдовме да ви го проповедаме Евангелието во убави зборови, туку во сила, вели апостол Павле. Која сила? Силата е негова, сила од озгора, да се облече со сила, и вие ќе сведочите, бидејќи од почетокот сте со мене. Од почетокот сте со мене. Ова ви го кажав за да не се соблазните. Ќе ве истеруваат од синагогите, од црквите, но ќе настапи време кога секој што ќе ве убие, пазете, ве убива со збор. Оној што не го љуби братот својот човек убиец и ќе ве убива и физички, но ќе настапи време кога секој што ќе ве убие, ќе мисли дека на Бога му принесува жртва. Замислете. Тоа ќе го прават зашто не го познаа Отецот, немаат Бог, ниту мене. Но ви го кажав тоа, та кога ќе дојде времето, да се сетите дека јас сум ви рекол, вели Исус, а од почетокот не ви го зборував ова, зашто бев со вас. А сега одам кај оној кој ме испрати. Значи, Исус е испратен од Отецот, пазете. И никој од вас не ме праша, каде одиш? И апостолите не го разбираат. Ова е писмото од Исус, Новиот Завет. Тие што беа со Исус не го разбираат. Замислете денеска, луѓето не го знаат Исус. Го читаат Словото и го толкуваат. Без дух, кога го толкуваат Словото, убиваат, духото животворува. Но затоа што ви го кажав ова, срцата ваши се исполнија со тага, но јас вистината ви ја кажувам. Пазете, подобро за вас јас да си отидам, Исус, зашто ако не си отидам, Утешителот нема да дојде кај вас. Утешителот нема да дојде кај вас. Исус заминува, физички умира, воскреснат, се враќа, духот останува. Доаѓа духот на Отецот да се облечеме со сила од озгора, да ни даде сила за сведоштво. Зашто ако не си отидам, Утешителот нема да дојде кај вас. Ако пак заминам, ќе ви го пратам. Значи, ние сега мораме во дух, самите, беше Исус ни покажа, ни даде Слово, сега самите со Утешителот, со дух треба самите да се бориме. Самите да постапуваме како Исус, тоа е метафората. Значи, Исус заминува, сега сам треба ти да станеш Исус. Сам треба да постапуваш како Него, да љубиш како Исус, да простуваш како Исус, да веруваш како Исус, да не осудуваш како Исус. А тој кога ќе дојде, Духот во вас, Духот е над вас, потоа ќе дојде во вас, ќе го изобличи светот за грев. Ќе го изобличи светот за грев. И за правда, и за суд. За грев дека не веруваат во мене, во Исус. Не веруваат, останува гревот, падната природа. Грев по Адам, јаде од дрвото на познанието на доброто и злото, гревовна природа. За правдот и јас си одам кај својот Отец. И веќе нема да ме видите, вели Исус. И за суд, зашто кнезот на овој свет е осуден. Овој свет има кнез и вие сте во тој свет. Тој е вашиот кнез, додека не го изберете Исус и дека не почнете во дух да се преоблекувате во љубов, да се преоблекувате во Исус.
Имам уште многу да ви кажувам, но сега не можете да носите. Знаете, цитираме стихови, вака треба, така треба. Знаете, извршители на словото или само цитатори, ако ќе дојде тој, духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина. Духот на вистината ќе не упати во сета вистина. Тој ќе не упати во вистината. Тогаш ќе разбереме што зборува Исус. Тогаш и сега. Ќе ве упати во сета вистина, но од себе нема да зборува. Значи, јас не зборувам само од себе, туку од оно што ме спрати, туку ќе говори што чуе и ќе ве извести за она што доаѓа. И ќе ве извести за она што доаѓа. Тој мене ќе ме прослави. Слава ти, Господе Исусе Христе, зашто од моето ќе земе и ќе ви јави. Слава ти, Господе Исусе Христе. Те сакам, Христосе. Се што има Отецот, мое е. Ете го принципот, се мое е твое. Затоа и ви реков дека од моето ќе земе и ќе ви јави. Од моето ќе земе и ќе ви јави. Уште малку и нема да ме гледате, и помалку пак ќе ме видите, зашто си одам кај Отецот. Тогаш некои од учениците негови си рекоа меѓу себе: пазете, видите дека тие не го разбираат. Тој е присутен со нив. Што е тоа што ни вели уште малку и нема да ме видите? И помалку пак ќе ме видите и јас си одам кај Отецот. И си зборува што е тоа што вели уште малку. Видите, тие не разбираат. Каква е тогаш можноста без дух да го разберете вие ова? Затоа се црквите поделени, раскарани, се осудуваат, цитираат стихови, се маваат со стиховите како со камења. Исус разбра дека сакаат да го прашаат и им рече: затоа ли се прашувате меѓу себе што реков уште малку и нема да ме гледате и помалку пак ќе ме видите? Вистина ви велам дека вие ќе заплачете и ќе заридате и светот ќе се радува. И вие ќе бидете нажалени, но жалоста ваша ќе се претвори во радост. Жалоста ваша ќе се претвори во радост. Жена кога раѓа има болки, зашто и дошло времето неизино, но штом ќе го роди детето, од радост не ги помни веќе болките, зашто се родил човек на светот. Се родил човек на светот. И ќе дојде во свесна состојба да може да те избере тебе, Господе Исусе Христе. Слободна волја. Слава ти, Христосе. Па така и вие сега сте нажалени, но јас пак ќе ве видам и ќе се зарадува срцето ваше и радоста ваша никој нема да ви ја одземе. Ако сте во Исус, радоста ваша никој нема да ви ја одземе. И во тој ден нема да ме прашувате за ништо. Вистина ви велам, што и да посакате од Отецот во мое име, ќе ви даде. Слава ти, Господе Исусе Христе. Досега ништо не сте барале во мое име. Барајте и ќе добиете, за да биде вашата радост полна. Ово во параболи ви го кажав, но ќе дојде час кога веќе во параболи нема да ви зборувам, туку откриено ќе ве известам за Отецот. Ако вие му се препуштите на Духот да ве води, ако му го предадете својот живот на Исус, ако чекорите во љубовта, ако им простите на сите, ако не осудувате, ако не ја барате вашата правда, туку Божјата правда, ако го барате Царството Божјо, ако се препуштите на Неговата волја, не ја барате својата волја, ако не си ја зачувате својата душа, што ви убаво вам, туку ја давате душата своја за браќата. Татко наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде Царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и прости ни ги
долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници, и не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Тие викаја, распни го, распни го, распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Оче мој не остави. Прости им, татко, не знаат што прават, Оче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Оче, прости им. Мртви воскресна, гробови зинаја, темнина во 6 час. Земја се тресе, карпи распрсна, Исус замина. Прости им, татко, не знаат што прават, Оче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават,